Прашањето што ги интересира сите, дали е мит или е вистина? Дали соништата на вистина можат да ја предвидат на нашата иднина? Многумина тврдат дека нивните соништа им помогнале навреме да откријат некоја болест. Со илјадници години луѓето ги толкуваат соништата. Многу народни верувања се поврзани со соништата и нивното значење. Старите египтјани им придавале големо значење на соништата и нивното толкување. Ако некој во тоа време имал проблеми во животот и побарал совет, тој би ја поминал ноќта во храмот. Свештениците го толкуваа она што тој би го сонувал таа ноќ и му кажуваа што треба да направи. Она што никогаш не престана да ја скокотка фантазијата на луѓето е прашањето дали е навистина можно да се предвиди иднината преку соништата. Постојат теории дека анализата на соништата може да ја предвиди иднината, и добра и лоша. А тоа е она што најмногу ги интригира луѓето за соништата. На оваа тема се направени одредени истражувања, конкретно дали е можно да се предвиди болест преку соништата. Имаше луѓе чии соништа наводно предупредувале на развој на сериозна болест во телото и на тој начин ги спасиле, затоа што обрнале внимание навреме, презеле акција пред болеста да напредува. Тоа може да се објасни со фактот дека имаме тенденција да ги игнорираме сигналите кои телото ни ги испраќа додека сме будни. А во овој случај тоа може да бидат симптоми на болеста, па таа почнува да се манифестира преку соништата, често и преку нашите кошмари. Соништата на кои вреди да се обрне внимание се оние кои постојано се повторуваат или се појавуваат кај личност која инаку многу ретко сонува. Некои ги поврзуваат соништата со минати животи. Класичните соништа претежно содржат места, луѓе и работи кои ни се познати во реалниот живот, но понекогаш е можно да сонуваме сцени кои изгледаат како да се гледаат од туѓа перспектива или луѓе и настани кои не ни се воопшто ни малку познати, а ни се чини како да потекнуваат од нашето минато. Ова може да биде знак дека тоа се спомени од нашите минати животи. Можете исто така да сонувате за себе, во сон изгледате поинаку, но знаете дека тоа сте вие. Ова важи и за вештините што ги имате во сон, но во реалниот живот ги немате. Например, зборувате некој странски јазик и во сон многу добро го разбирате тој јазик или знаете да ковате нож, то во реалноста никогаш не сте знаеле како.